Civil Media. Наталија, кажи ми, чија е идејата и што те мотивираше да превземеш ваков чекор и да создадеш дом за деца без родители? Идејата е моја. Потекнувам од семејство на христијани баптисти. Значи, веруваме дека нашата вера треба да се прикажува и во дела. И повикот што го чувствувам дека го имам, верувам дека е од Бог. Значи, тоа е, желбата за дом за деца ја имам уште од тинејџер. Значи, прв пат се има појавена таа желба во мене како 15 годишно девојче. Беше тоа период кога мојата мајка работеше во странство и јас бев во Радоиш сам. Не дека се чувствував напуштена, затоа што не бев, значи мајка ми се грижеше за мене финансиски, секој лето бев со неа во Италија, зимото секогаш бев со неа во Италија. Меѓутоа, самото тоа што растев сама и обврските си ги спомнував сама, ми е на некој начин едно искуство што сакам да го пренесам на децата што ќе бидат во овој дом. Затоа што, значи, јас од мала, од 13 годишна возраст, јас се научив како само да се переш, само да се пеглаш, само да си готвиш, значи сето тоа, значи, за во школа не треба никој да те буди за да станеш да одиш или никој да те поттикнува да си го пишуваш домашното, туку тоа се обврски што самиот си ги имаш веќе и знаеш дека треба да ги исполниш. После тоа, кога се вработив во Англија, кога веќе почнав да заработувам стварно доста добро како за девојче која доаѓа во Македонија, веќе имав финансиска можност да си го дозволам тоа да го изградам тој дом, што и мојата желба одамна. И така почна сето тоа. Значи, со финансиите кои што ги заработува во Англија, ги инвестирав овде во Македонија. И на тој начин, со помош од мајка ми исто така, го изградив. Да, на кој начин е следното прашање, на кој начин успеа да го изградиш домот и дали имаше поддршка и помош од некој? Земјиштето кое што ми е изграден домот е поклон од мајка ми, значи тоа е земјиште нешто е било во нејзино наследство. За финансиите од почетокот, за самата инвестиција, поголемиот дел се пари кои што сум ги сама заработила во Англија. Имам доста голема помош финансиска и од мајка ми. А исто така имам и финансиска помош од американски мисионери кои се присутни овде во Македонија. Тие се дел од Cooperative Baptist Fellowship или CBF на скратено. Значи, тие како мисионери ми придоа, се запознавме на малку интересен начин за кој нема сега да зборувам, но ми придоа и ме праша, знаеш, како може да ти помогнеме. Тогаш ги покани да дојдат тогаш беше карабина фаза куќата изградена и им реков, ова е домот, мојата замисла таа и таа, ако видите каде можете да помогнете, слободно кажете. Така и тоа почна, значи почна со финансиска помош, значи фасадата ми од нив, кујната што ја имаме целата опрема ни од нив, детските кревети кои што ни се правени по порачка ни се исто финансирани од нив и некои други посетни работи. Веќе втора година поред доаѓаат со група американци и на лице место купуваат фарби, ги фарбавме собите, цртавме 2 мурали и правиме некој, пример, поправки низ домот, како поставување на LED лампи и таква помош. Од кога успеа да го изградиш домот, што се случи понатаму и со кои пречки се соочи во реализацијата на идејата? Уште пред да почнам да го градам домот, значи кога веќе имав идејата што сакам тоа да биде, значи, за да знам дека може да биде дом за деца, се обратив до Министерството за труд и социјална политика, за да прашам дали јас како физичко лице можам да отворам нешто такво. Тогаш стапив во контакт со Душан, кој не знам што е по професија таму, но работи во Министерството за труд и социјална политика, и со него зборувавме и ми рече да, значи можеш, ми даде и параметри на малогрупен дом, како сето тоа изгледа, значи правните аспекти, значи куќата ми е градена малце по тој аспект, дека ако сакаш пример за собите за деца како треба да изгледаат, може да бидат 2 до 3 деца во соба, за секој дете да има 5 метри квадратни, значи ако сакаш 3 деца во соба, треба минимум 15 метри квадратни да ти е едната соба. Кога од таму ми дава како позитивен одговор дека сето тоа може да постои,
веќе го изградив домот. Кога го изградив домот бев готова, значи помина 4 години од моето прво одење во Министерството за труд и социјал, потоа 4 години молк, со нив ништо не контактирах. И после се појавам, со слики од домот, значи еве го домот, сега што ќе правиме. Во разговорот со луѓе од Министерството за труд и социјална политика, сватив дека ми понудија дека можам да бидам мал групен дом. Меѓутоа, малите групни домови во Македонија се државни. И работат како, значи, имат најмалку 6 работени, од кои што 3 се стручни лица, социолог, педагог и социјален работник, а другите 3 може да бидат со пониско образование. И тоа е работа во смени. Значи имаш 3 смени кои што треба да покријат цели 24 часа. Нешто што на мене лично не ми се допаѓа, затоа што тоа сепак е еден вид на институционална заштита. Од друга страна, ги имаме згрижувачките семејства, кои што секој кој сака може да биде згрижувачко семејство во Македонија со одредени критериуми, некои правни критериуми, како да имаш деловна способност, да не ти е одземено родителското право, да имаш имот на свое име и така. Ми понудија да почнеме со тоа и дека во наредната година, околу 2019 изготвуваат нов закон за социјалната заштита, во која ќе биде вклучено и такво згрижување на деца, значи отварање на мали групни домови кои ќе се приватни. Значи целосно приватно не можам да одам, затоа што децата секогаш ќе бидат под старателство на државата. Значи, за да одам приватно, тоа детето треба да го посваја. И не можеш, мислам дека финансиски не можеш да излезеш никако, ако немаш таа помош од државата, колку и таа да изнесува. Значи, и да е малку, и да е многу, значи таа ќе ти треба секако, а за другото нешто можеш секако да го надокнеш, дали од лична работа или од донации. Со оглед на тоа што не можам одма да почнам како тоа што го имам замислено, како дом за деца, дом семејство, каде што ќе има 5 или повеќе деца, решив да почнам со она пониска форма или згрижувачко семејство, каде можам да згрижам само 5 деца. Капацитетот на домот кој што го имам изградено е за 8 деца. Меѓутоа, од 5 до 8 брзо се стигах. Така да за сега ќе работам како згрижувачко семејство. Меѓутоа, додека сум сама, без брачен партнер, сакам да згрижам најмногу 3 деца. Кога веќе моето лично семејство ќе се прошири, тогаш ќе одам на 5. Ако до тогаш се смени нешто во законот што ќе ни помогне на нас приватно да работиме со дом за деца со повеќе, тогаш може ќе го имаме целосниот капацитет од 8 деца. Детето дојде кај мене на 5 октомври, уште малку точно 2 месеци како сме заедно. Пред да дојде, имав можност да го посетам во домот за доjenчиње во Битола, чисто да се запознаеме, да видиме дали има некоја конекција меѓу нас и можам да кажам дека може не беше тоа наш инстант конекција, меѓутоа беше многу позитивно, детето беше многу весело, насмеано, иако не ме знаеше, тој се поздрави, кажа како се вика, колку години е. И така, таму со социјалните работнички реков дека ќе го земам детето. После една недела и малце, 7 дена или после 10 дена го донесла детето кај мене. Не знам дали што сам му кажале, како се го подготвиле детето, затоа што иако имаше 4 години, тоа дете се уште носеше памперс. Неговиот говор не беше како на секое нормално во фамилија растено дете од 4 години. Значи се гледаше дека не е работено со него, дека неговиот вокабулар е многу мал. Значи за да се изрази користеше многу едноставни зборови и не знаеше пример да каже дека сака да излезе надвор. Кажуваше сакам онде и вака ќе покаже со прст, ама не точно, знаеш, сакам надвор да си играм или ајде заедно да си играме надвор. Имаше период на адаптација. Првата недела, кога може и малце моја вина, јас пробав да го успивам, ама тој се навикна со тоа што јас сум таму, што спием со него, што лежам со него додека тој да заспие, и кога се будеше во ноќта, врискаше, затоа што не сакаше да остане сам.
И имавме малце проблеми додека да се научи дека ќе спие сам, се уште спие со запалено светло, затоа што најверојатно се плаши од темнина, не знам што е точно. Но сега веќе нема, значи спие цела вечер, тоа е нешто супер, значи и преку ден исто така. Се уште е весел, како што беше кога се дојде, меѓутоа неговиот говор полека се поправа, гледам дека учи многу нови спорови, еден месец веќе како оди редовно на градинка, таму учи работи, после кога доаѓа дома се изненадувам за нешто што за претходно не сме зборувале, сега најдеш ми кажува нешто ново, јас викам, кај го знаеш тоа, кој ти го кажа, ама уште му фали да се изрази како што треба да каже, знаеш, дека сакам да правам тоа и тоа, сакам тоа и тоа, или кога се нервира за нешто, не знае да го каже. Зошто се нервира или нешто во тој смисол. Се навикнува на мене и почнувам автоматски да го подготвувам. Моментално повтара како папагал се што го учам. Мислам дека се уште не го разбира точно тоа која сум јас и која моја мајка или татко, каде се неговите родители. Како почнам со него беше, знаеш, што има децата во градинка, што прават децата во градинка, кој доаѓа да ги зима децата од градинка, и на тоа прашање ми одговараше тетките. Тој мене ми се обраќа на име, затоа што сакав јас така да ми се обраќа, значи тој може да ме вика тето, меѓутоа јас сакам да ме вика нат, и така ме вика. И му кажа, викам, тие тетки, на тие деца им се мајки. И го прашав, знаеш, ти имаш ли мајка? Вика, не, јас имам нат. Викам, да, викам, ти имаш нат, но ти имаш и мајка. И му почнав да му кажа, знаеш, дека има мајка, дека мајката живее таму и таму, дека тоа е моментално со мене во Радовиш. И сега тој го знае тоа на памет, значи знае да, ако прашам каде живее мајка ти, знае да ми каже во кој град е, меѓутоа уште не се пробудил кај него чувство да каже, а зошто не живеам со мајка? Значи се уште не сме стигнале до тоа, меѓутоа мислам дека полесно ќе биде кога веќе го знае тоа на памет и после веќе кога ќе настане кај него спојот, ама чекај, зошто ја живеам со нат, зошто не живеам со мајка ми, тогаш веќе малце полесно ќе го пребродиме тој за него проблем, зашто тој не е со своето биолошко семејство. Многу сака да трча, има многу вишокна енергија. Вчера баш после вчера беше не бивме на градинка, ама од кога спиеше, па станавме, јавевме си, велам, ајде ти излеземе да прошетаме малце. Целото време додека шетавме, тоест јас шетав, он трчаше. Значи, иако беше студено и темно, он си трчаше. Имаме и куче, заедно со кучето, парсите се супер. Веќе немаме памперс, значи уште после 2 недели си реков, значи ќе го оставам 2 недели малце да се адаптира и одма после 2 недели леков нема веќе памперси, значи правиш што ќе правиш, памперс не ти давам, значи нема ни навечер памперс или кога патуваме некаде со кола, нема никако, мора да кажува, затоа што е голем и веќе е свесен што прави, како прави, кога ќе прави, значи верувам дека ќе биде лесно. На почетокот, значи првиот ден имавме многу незгоди и со големо и со мало. Меѓутоа после една недела веќе сам кажуваше, сега ни остане уште навечер да престане да се помочува така да издржува до сабајле. Меѓутоа веќе знае сам да кажува дека му се оди во веце, сака да мочка, сака да прави големо. Така да имаме многу напредок во тоа. Многу е самостален што кога дојде кај мене, значи може од гол пиштол сам да се облече, значи јас само му оставам се на креветот, му наредам гаки, чорапи, мајца, блуза, патики, не патики, си имам панталони и тој си, значи, го оставам сам си се облече, понекој само гаките ги облекува наопаку, ама значи се друго е супер. За играчките, дури без да му кажам, сам ги собира, што е нешто супер. Многу луѓе знам дека се мачи со тоа, децата кои ги расфрли сите играчки, ајде сега собери ги, ако сакаш друга играчка, кај нас го немаше тој проблем воопште, мислам дека така се ги научиле во Битола. Значи си игра и веќе кога не ќе да си игра, сам си ги собира и толку ќе каже над, јас толку, викам добро. Од друга страна го запишавме имаме во Радовиш една спортска универзална школа. Сакам да ги поздравам многу од Биактив, им благодарам за тоа што ни дозволија да бидеме дел од нивната школа и тоа
да не плаќаме партиципација. Оди таму со други деца заедно, се учи на некои моторички движења, како да стои во ред, нешто што за него е многу тешко. И таму е доста активен и мислам дека првиот ден кога бевме на таа школа, тоа е навечер, од 7 до 8, тоа беше првата вечер кога спиеше цела вечер. Значи беше изморен, ептен. Наталија, за крај сакам да те прашам, дали имаш се што ти е потребно за детето и за домот? Дали ти е потребна некаква помош? За детето имаме се, значи сакам да искористам оваа можност да им се заблагодарам на сите граѓани кои што до сега донира во облека и во пари, во финансиска подршка исто. Значи детето ни е обезбедено. Мислам дека до неговата 10 годишна возраст имаме и облека, имаме играчки, имаме се. Во домот се уште ни фалат некои ситни работи, затоа што е нов дом, значи тој е граден од нула. Имаме големо купатело кое што е специјално за децата и таму ни фалат прегради за шолите и за тушерите. Поканувам сите да го погледнете домот на нашата страна Дом за деца Емануел на Facebook. Значи таму имате слики од како сето тоа изгледа. Јас лично објавувам и некои информации кога нешто ни е потребно, споделувам некои мали видеа. Нема да го видите ликот на детето, затоа што не сакам да споделувам слики или видеа со него, меѓутоа некој пат кога се заматени ги споделувам така од нашите активности, што правиме, како правиме и што ни треба, дали ако имате ако чувствувате потреба или ако сакате на некој начин да ни помогнете, имаме исто и донацијска сметка, значи функционираме моментално како здружение. Така да сме целосно легално, не е дека парите си ги ставаме во джеп, туку сите средства кои се искористени потоа се оправдани. Така да ве поканувам, доколку сакате имате желба, слободно донирајте. Цивил медија